Добро, значи на огромно задоволство на сите жители од општина Пробиштип. Денеска сме сведоци на започнување со работа на новата фабрика Кранфилд Foundry. Оваа инвестиција во Република Македонија дојде уште 2014 година. Првиот договор за нено инвестирање во нашата држава и во Пробиштип беше со договор со претходната влада во 2015 година за да ги охрабриме да ја алоцираат инвестицијата во Пробиштип. Претходната влада донесе одлука да изградиме индустријска зона со целокупна инфраструктура. Преку влада ја задолживме државната компанија МЕПСО да обезбеди електрична енергија, бидејќи типот на инвестицијата бараше огромна количина на електрична енергија. Преку програмата за рурален развој одобривме средства на општината за инвестирање во водовод и канализација и на еден начин тоа беше мотивот да помогне оваа инвестиција да се лоцира во Пробиштип, во источниот дел на Република Македонија, бидејќи во ситуација кога имате веќе изградено индустријски зони на многу поатрактивни локации, беше потешко да се донесе инвеститор во овие наши краишта. Инвестицијата е околу 20 милиони евра. Морам да кажам дека правичните планови беа со навистина поразлични тајминзи. Ако одеше проектот секако што треба и ја имаше целокупната поддршка од владата онака како што треба, денеска ние требаше да бидеме сведоци на почнување со работа на втората линија од оваа фабрика. Значи, првата линија требаше да почне со работа некаде 2018 година и да ги оптимизира оние првично планирано околу 250 вработувања и некаде овој период да биде во средина градбата на втората линија со оптимизирање на над 300 вработувања директни и отприлика околу 100 индиректни вработувања. 2016 година кога го стававме камен темелникот, во тој момент имавме средба и со други потенцијални инвеститори кои што беа заинтересирани да инвестираат во оваа зона. Меѓутоа, за мое жалење и жалење на граѓаните, од тие инвестиции се уште нема ништо. Мислам дека лошата атмосфера во државата, лошиот начин на комуникација со потенцијалните инвеститори ги одвреќа. Оваа зона има капацитет и за други компании и мислам дека овој крај има и соодветна работна сила за ваков тип на капацитети, бидејќи во Пробиштип и во регионот има одлични средни училишта од машински смер, електросмер. Овој крај подолго време работи во областа на металургијата и сметам дека тоа се некои предности на крајот за да ги привлече овие инвеститори. Меѓутоа, како и да е, добро е што денеска претседателот на владата сепак се надмина и призна дека оваа инвестиција е започната од претходната влада, дека некој се потрудил да дојде оваа инвестиција и моето задоволство го делеа веќе вработените 60 луѓе и потенцијалните нови вработувања и еден начин осигурување на перспективата на овој крај.